Согласно вкупниот материјал, значи гледаме дека имаме 405 избирачи запишани во избирачкиот список и имаме 408 гласа. Значи, согласно член 151, Државната комисија по службена должност или по поднесен приговор со решение го поништува гласачкото место и во случајов, значи кога бројот на гласачки ливчиња во гласачката кутија е поголем од бројот на избирачи што гласале. Затоа предлагам, значи, ова избирачко место да го поништиме, но бидејќи истото не влијае врз резултатот, значи барам да не се гласањето да не се повтори во ова гласачко место. Кој е заве, молам? Во врска со овој случај кој го констатиравме и кој произлегува од изборниот материјал за избирачкото место во Ѓорче Петров, поради генералната превенција за да не се повторуваат вакви случаи постапување неправилности во работата на избирачкиот одбор, предлагам, а со тоа разговаравме претходно, се согласивме за ово и за сите вакви слични случаи веднаш да пристапиме кон разрешување на избирачките одбори кои го спровеле гласањето, односно на одговорните лица што работеле во избирачкиот одбор, конкретно што го спроведувале гласањето. Значи, овдека се работи за целиот избирачки одбор на овој избирачко место кој го спроведувал гласањето, бидејќи од една страна имаме три повеќе гласачки ливчиња во гласачката кутија, две повеќе откинати гласачки ливчиња од кочанот на ливчињата и три помалце лица подпишани во избирачкиот список кои гласале. Значи, ова е битна повреда, невнимание, не навлегуваме во тоа дали е намерно или ненамерно, но во секој случај евидентиране пропусти, повреда во постапката за спроведување на гласањето од страна на избирачкиот одбор. Ова го потврди и Општинската изборна комисија, го утврдивме и од конкретно од изборниот материјал и поради тоа овој избирачки одбор треба да се разреши, во меѓувреме да се пристапи кон избор на нов избирачки одбор, да се активираат, можеби ради обуките за вториот круг кои ќе го спроведуваат гласањето и замениците, кои доколку имаат повеќе искуство, меѓутоа за тоа ќе одлучиме дополнително.